Добар ден, почитувани. Ова е најновата телма амбуланта. Вела дека срцето и бубрезите работат како тим. Едниот орган пумпа, другиот прочистува. Кога ќе се наруши рамнотежата, дали страда целиот организам? Што може да влие врз функцијата и здравието на срцето и бубрезите? Какви симптоми предизвикуваат кога ќе дојде до нивно оштетување? И што може да преземеме за да се зачува нивното здравје? На оваа тема денеска разговараме со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, нефролог, и доктор Стевица Томески, кардиолог. Останете на телма. Дали здравието и функцијата на срцето и бубрезите е поврзано? На оваа тема денеска разговараме со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, нефролог, и доктор Стевица Томески, кардиолог во Димед Медикал. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро време. Сите знаеме дека покачениот крвен притисок е штетен за целокупното здравје, но што точно се случува со бубрезите доколку има неконтролирано покачен крвен притисок? Доколку имаме неконтролирано хронично покачен притисок, како кај сите органи, каде што настануваат промени во крвните садови, истото се случува и во бубрезите, каде што имаме промени на најситните капилари, поточно на гломерулите. Поради подолготрајниот хронично покачен висок притисок, настануваат промени на тие капилари, односно настанува задебелување на самиот зид на тие капилари и со тоа настанува, намалување на протокот во самите гломерули. Добро знаеме дека тие најситни крвни садови се вклучени, се дел од нефронот, кој пак делува на тој начин што уствари ја врши функцијата на бубрегот, ја филтрира крвта од токсините што се создаваат во организмот, исто така ја регулираат водата и солта, покрај нив исто така има влијание и врз другите електролити, за што понатака ќе разговараме. Значи, покачениот крвен притисок доведува до оштетување на бубрежното ткиво и кога ќе се случи нешто такво пациентот во почетната фаза, дали чувствува некакви симптоми? Најчесто не. Значи, не се појавуваат никаков тип на симптоми. Ако збориме за афекција на бубрезите, појавата на симптомите е многу касна. Затоа всушност и притисокот се класифицира во група каде што така го нарекуваат тивок убиец, бидејќи тој делува долгорочно, а со неговото делување, со неговото влијание врз гломерулите, односно врз самата структура и врз самата функција на целиот бубрег, со текот на годините доведува до одреден степен на оштетување. И кога ќе се појави одредениот степен на оштетување, веќе тогаш почнуваат и првите симптоми да се појавуваат. Како еден од првите симптоми е хипертензијата, со другите пропратни лабораториски анализи кои што вклучуваат наод на уреа, креатинин покачени протеини во самата урина, кои што понатака ни овозможуваат да се координираме заедно со кардиолозите или пак само нефролозите да го преземат делот зависно од тоа за каков тип на хипертензија правиме во муабет, пошто таа може да биде и примерна и секундарна. И затоа сме во тесна врска секогаш со кардиолозите во однос на до дефинирањето на типот на хипертензијата. Така, дали потекнува всушност покачениот крвен притисок од срцето или од бубрезите? Кога станува збор за покачен крвен притисок кој што ги оштетува бубрезите, дали секогаш ќе дојде до некакво нарушување на функцијата на бубрезите кај лицата кои што имаат покачен крвен притисок, или тоа не мора да биде така? Може ли некој со години да има покачен крвен притисок и да нема никаков проблем? Може и најчесто е така. Значи, доста често пациентите доаѓаат во некоја си одмината фаза, затоа што буквално и кога ќе дојдат на преглед кажуваат: "Ама мене ништо не ме боли." Нема никогаш ништо да ги боли, бидејќи имаат висок притисок, секогаш се контролираат од страна на кардиолозите и кога ќе се појават првите симптоми, тогаш уствари кардиолозите ги препраќаат, кај нас. Така да не секогаш се појавуваат, можете и долгорочно да се тераат со истата, значи да си имаат само хипертензија, која што хипертензија ќе биде добро регулирана од страна на ординирачкиот кардиолог и сето тоа се до крајот на животот. Но и оштетениот бубрек исто така може да доведе до хипертензија. На кој пак начин сега тоа се случува? Тоа е по обратниот начин, да. Самото оштетување на бубрегот пак е таа една тесна врска помеѓу самите крвни садови, бидејќи кога ќе се наруши самата функција во самиот бубрег, односно се губат делот од гломерулите во паренхимот на самиот бубрег, ние тоа го нарекуваме степен на оштетување на бубрезите. Во однос на тој степен постојат
4 степени до кои што можат да се следат, 5-тиот степен е веќе диализа. И кога ќе настане таков поголем степен на оштетување, каде што токсините во телото веќе доведуваат и почнуваат да се таложат во организмот, значи уреа, креатинин, метаболни производи во смисла на калциум, фосфор почнуваат да се наталожуваат по крвните садови и вишокот на течност кој што заостанува во телото поради недоволниот начин на елиминирање на течноста од страна на бубрезите, значи недоволниот начин на филтрација, често пати доведува до појава веќе на првични срцеви симптоми, кои што се например како тешко дишење, замор, отоци во нозете, и на тој начин всушност и ние веќе пациентите, ако првично се јават кај нас, ги редиректираме кај кардиолозите. Во кој случај нефрологот го препраќа пациентот кај кардиолог, а кардиологот кај нефролог? Па што и го напоменав, дека во првиот случај кога пациентот например ќе дојде кај нас и покрај базичната лабораторија која што ние ќе одредиме, при тоа даде податок дека има тешкоти во дишењето, на ЕКГ најдеме промена на ритамот, кој што најчесто е во склоп со електролитниот дисбаланс или пак со течностите во телото, значи задршката на течности во тело. Исто така отоците, тешкото дишење. Во тој случај ние бараме мислење од кардиологот за да видиме за каква е структурата на срцето, каква е структурата на крвните садови, дали можеби имаат некои атеросклеротични промени, дали имаат одредени веќе почетни промени во пумпната сила на срцето и тогаш веќе како Така, отоците на нозете може да се јават поради бубрежна слабост, но и поради срцева слабост. Значи слични симптоми. Да, симптомите знаат да се препокријат и затоа оваа дијагноза знае да биде тешка доста за да се постави таа дијагноза, да се види од каде доаѓа уствари проблемот. Поврзаноста со бубрежните заболувања, тоа спаѓа во типот на секундарна хипертензија. Тоа морам да напоменам, значи прво ние, пошто да се надоврзам на претходното прашање, ние испрачаме на нефролог кога имаме млади особи. Значи млади особи по 40-та година, тука мораме да бидеме попредпазливи и да ја бараме причината за таа хипертензија. Бидејќи позади таа хипертензија во голем процент се крие нешто секундарно. Значи многу често бубрежната нарушена функција знае да биде причина за секундарна хипертензија и затоа мора навреме да се реагира за да може да се спречат понатамошни компликации. Тешко ли понекогаш да се утврди што прво започело? Дали проблемот со крвниот притисок предизвикан од срцето или пак се оштетил бубрегот поради покачениот крвен притисок? Така, најчесто пациентите се јавуваат кај нас, според мене, првично за хипертензија се јавуваат на кардиолог. И од тука почнува целата работа. Има и случаи, помал процентот, почнуваат и од другата страна, од нефролошка, доколку претходно има пациент од генетики, па се посомнева дека има некои заболувања хронични, бубрежни така, но најчесто почнуваат од наша страна да бидат дијагностицирани. Сам секако тоа најчесто почнува и од матичните лекари, тие ги испрачаат кај нас и ние подетално правиме анализи да видиме дали причината е од кардиолошка или од друг тип на причина стои позади целата состојба. А може ли повеќе? Само сакам да се надополнам дека како што вели доктор Стевица дека првично кога се појавуваат кај нив пациентите, од аспект кога кај нас например пациентот прво се јавува на нефролошки преглед по случај на одна лабораторија. Значи така уствари кога ќе видат дека им се покачени вредностите на уреа и на креатинин, тогаш првично се јавуваат кај нефролог. Значи тогаш во тој случај не одат првично кај кардиолог. Па од тука ние можеме да ги препратиме кај кардиолог доколку веќе имаме покомплексна ситуација добиена од анамнестичките податоци на пациентот. Дали имаме наследна компонента, дали во склоп со тоа има и хипертензија или па да бараме дополнителни исследувања. Ама не во случајот како кардиолозите, например, каде што тие ќе приметат дека веќе има хипертензија, па всушност ја бараат причината од каде што доаѓа. Кај нас е веќе очигледно дека нешто веќе се случува. Ние уствари кога ги правиме тие рутински анализи, првпат кога иде пациентот кај нас, значи почнуваме со тие базични лабораториски испитувања. Тука првично што ги забележуваме се промените во деградационите продукти. Уреа, креатинин се први што се качуваат ако имаме бубрежно оштетување, потоа бараме протеини. Значи протеините не сме да бидат присутни во урината и тука значи обично
има некое оштетување, значи тие се некои работи првично каде што се насочуваме кон нефрологот за да ги патиме пациентите. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање во денешната телма амбуланта, почитувани телефонскиот број е испишан на екранот. А што е со некои хронични болести како што е дијабетесот? Дали може дијабетесот да предизвика оштетување и на срцето и на бубрезите? Најчесто да. Односно не најчесто, туку во 99% од случаите, затоа што шеќерот дијабетесот е болест која што ги напаѓа крвните садови. А во случајот и кај нас, и кај кардиолозите, се афектирани крвните садови. Така да, затоа секогаш и во сите скрининг програми кои што се прават кај кај пациенти кои што се веќе на дијабет, мислам кои што имаат веќе диагностициран дијабет, се тие почетни испитувања лабораториски и одредени специфични испитувања кои што се поврзани со бубрежната функција. Многу е голем процентот дека низ годините се прави афекција како на бубрезите, така и на целиот кардиоваскуларен систем кај дијабетичарите. Тука нели да се надоврзам само на тоа претходно што го кажа доктор Елена. Значи најпрво настанува микроангиопатија, се оштетува најмалите, најситните крвни садови, капиларите, а бубрегот е еден од тие органи кои што страда меѓу првите, покрај очната, нели ретината што е, па после се јавуваат и на поголемите крвни садови, како што е коронарните крвни садови на срцето, тие што се битни нели за исхрана на срцето, али тука нешто покасно тоа ќе разговараме за атеросклерозата и за симптомите од целата таа состојба на оштетување. Да. Ке им дадеме принос на гледачите. Добар ден за првиот гледач во денешната телма амбуланта. Добар ден, ако сум јас во програма. Да, вие сте во програма, ве слушаме одлично, повелете. Благодарам. Поздрав до вас и до гостите. Јас сум жена на 70 и неполни 2 години. На 16 минатиот месец, колку има, не знам, 10 дена, значи бев на абдомен, имав проблеми, болки во стомакот, правев колоноскопија, ми најдоа дивертикули и од болката што беше со месеци наназад, со приоритетен отидов 8 септември на абдоминална во амбуланта. Ми направија преглед и докторот кажа дека се е во ред, крвната слика претходно што ја направив е се во ред. Има некои билирубини малку покачени, но речи го на десниот бубрек ми кажа, и тука пишува во извештајот, сум имала циста што допира до жолчното кесе. Тоа малку ме заплаши, па барам совет од вашиве доктори. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Обично цистите, како симплекс цисти, не се нешто посериозни. Единствено бараат долгорочно следење, затоа што доколку големината нивна ги надмине границите од 10 сантиметри, тогаш и доколку пациентката, ако веќе она има и симптоми кои што би можеле да притискаат, ако е таа толку голема и притиска на парехимното ткиво од јетрата и во блиска конекција со жолчната кеса, во такви случаи се практицира да се испунктираат. Но реално се следат, значи нема некоја специфичен третман, терапија за да се даде за тие да се отстранат. Може ли цистата да го покачи крвниот притисок? Да, најчесто цистите и го покачуваат крвниот притисок и често пати пациентите и не знаат и ќе се значи во самите анамнестички податоци кога ги имам со нив, ќе направиме преглед и јас прашувајќи дали имате и висок притисок, да, имаме висок притисок, пијаме терапија, всушност има многу тесна поврзаност. А со пунктирање на цистата ќе се нормализира? Најчесто се нормализираат, но исто тие цисти се и често пати реверзибилни. Значи повторно знаат да се наполнат. Да, се повторуваат. И некогаш и пациентите завршуваат и на хируршка интервенција, доколку цистата е нели поголема, па не може да се испунктира или лапароскопски не може да се извади. Еден одреден период ќе имаат нормализирање на крвниот притисок и тоа постепено, ако почне да се полни пак, повторно ќе се покачи крвниот притисок. Уште еден гледач имаме и тој очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас имам проблеми со бубрезите. Така. Пред 2,5 години ми открија дека имам намалена функција на бубрезите од тврдо трет степен. Потоа резултатите
креатининот ми беше најпрво 130. Со тие, мислам, шеќер немав, тога ми се покачи и шеќерот. Ми кажаа дека имам и тип 2, ма сега мислам нормален тип 2. А без прави скрининг на бубрезите, резултатот ми е 3А со мало Б. А имам 77 години. Така. Сега последниот резултат одам редовно, со диета сум нормално, многу дисциплинирана. Сега последниот резултат креатининот ми е 93. И ќе ве молам, ако сакате само да ми кажете со исхраната што да правам. Така, ево ова е уште едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што ќе советувате? Ова е, мислам, многу интересно прашање и ова е пример за дисциплиниран пациент, кој што колегите кои што го дале советот како нели насоките во начинот на терапијата како треба да се одвиват, пациентката го следела. Да, почитувала све што се кажа. И има добри резултати. Тоа е всушност и кога ќе се откријат нели степенот на оштетување на бубрезите, кога пациентот ќе го добиеме стадиумот, во случајот како пациентката трети Б стадиум, се пристапува кон давање на совет во однос на исхраната, совет во однос на конзумацијата на течности, редукција на сол во исхраната и хигиено-диететски режим доколку пациентот има дијабет, како во случајот со пациентката. Многу е битен протеинскиот внес, бидејќи протеините, односно креатининот и уреата се катаболити од истото и затоа кога тие помалку ќе се внесуваат во исхраната, а всушност се намалува и оптеретувањето на бубрезите, односно нели излачувањето преку бубрезите во секојдневието и со тоа се намалуваат и вредностите на уреа и на креатинин. Една од работите кои што пациентот треба да ги следи е таа нископротеинска диета, која што зависно од степенот на бубрежното оштетување, значи ако е трети А, трети Б или четврти стадиум, има различен и начин на внес на протеините. Тој иначе се движи од 0,8 до 1 грам на килограм телесна тежина дневно за трети А, трети Б стадиум, а веќе од 0,6, тоа е веќе порестриктивен момент на внес на протеини, за четвртиот стадиум на бубрежна афекција. Тоа значи дека пациентот треба во своето секојдневие да внесува храна која што е богата повеќе со растителни протеини, а анималните протеини да се сведат на еден можен минимум. И не смее да комбинира храна која што во текот на денот има повеќе протеински внес, например да комбинира и месо, и јајца, и млеко и млечни производи. Значи во текот на денот треба да постои еден избалансиран начин на исхрана, каде што ќе се внесува само една од тие намирници, а другите да бидат заменети, например грашок, леќа, боранија, се тоа што го ние буквално што го имаме на нашето поднебје, така да и диетата која што ние обавезно ја даваме во нашата нели во нашиот извештај како склоп на извештајот за пациентот, се стои што всушност пациентот, менито за пациентот кој што треба да го конзумира во таа една седмица. И морам да кажам дека пациентите кои што се стрикно дисциплинирани имаат многу добар ефект. И дури сме имале до толков успех да пациентот и уште, например, тирас од четврти стадиум не се почнати со диализа. Баш заради тоа следење на таа диета. Покрај диетата, многу битен е моментот на внесување на течности во телото. Минимум 2 до 2,5 литри, што тука исто така треба да се земе со голема внимателност доколку пациентот веќе има срцева слабост, каде што во таков случај повторно ние се консултираме со кардиолозите во однос на тој дневен внес на течност, затоа што тоа може да доведе до оптеретување на срцето, ако пациентот веќе има изразита срцева слабост, ќе направи оптеретување во белите дробови, ќе се појават отоци во нозете. Но кај оние лица кои што немаат срцева слабост, тогаш се препорачува колку што е можен, мислам не колку што е можен да ме сватат гледачите дека и 5 литра е дозволено, во однос на телесната маса, најчесто оптимално е од 2 до 2,5 литри, за да се направи таа една добра детоксикација од човечкиот организам. Солта е секогаш под 5 грама, помалку од 5 грама да се внесува дневен внес. И исто така, многу битен момент е внесот на калциум, односно млеко, млечни производи и фосфор, со зеленчуците кои што би можеле да се внесат, заради моментот ако пациентот веќе има нарушен липиден статус, да се креираат атероматозни перничиња во крвните садови, кои што веќе
ја отежнуваат работата и на кардиолозите. Така, сега преминуваме на кардиолошкиот дел, оние пациенти кои што имаат срцева слабост. Колку течност може да испијат? Значи, срцевата слабост е една комплексна состојба, каде што срцето не може да ги постигне, значи, тие капацитети, односно волумени од тоа што бубрегот, ако бубрегот, да речем, не може да ги исчисти и да исфрли таа вишок на течност, вода од организмот, срцето нормално дека е оттретено. Значи, многу битно е во кој стадиум е на срцева слабост. Ние имаме критериуми на срцева слабост, го рангираме пациентот во тие посебни критериуми си имаме за срцева слабост и тоа е многу субјективно колку може да испие. Тоа е еден динамичен процес, значи во целото секојдневие, колку се внесува, толку значи треба и да исфрли. Но ако се оштетени бубрезите, тоа малку потешко. Значи ние имаме лекови, диуретици, даваме диуретици, пробуваме да форсираме диуреза за да може пациентот да измокри и доколку има симптоми да се олеснат. Дали пациентите кои што имаат срцева слабост мораат да примаат секогаш диуретици за да го контролираат мокрењето и што доколку бубрезите се оштетени? Што се презема во тој случај? Вака, значи, спрема нашите препораки од Европското кардиолошко здружение, ние диуретик во самиот почеток, кога диагностицираме, пак да кажам, дека да напоменам дека зависно во кој стадиум е дојден кај нас, не секогаш ги вклучуваме на почетокот диуретиците. Имаме друга палета на лекови, тоа се неколку класи на лекови што првично ги вклучуваме. Диуретикот го даваме кога имаме застојни промени, кога имаме отоци, кога имаме изливи, кога имаме отежнато дишење, тие се симптомите најчесто кај пациентите, кога имаме замор, значи имаме одредени ситуации кога ги даваме тие диуретици и предпазливо во координација, значи со нефролог, а и со следење на лабораториските параметри, пошто диуретикот колку што е добар за срцевата функција, толку може да биде и лош за бубрезите. Така, има одредени лекови кои што може да направат проблем, но ќе стигнеме и до таму. Сакам да прашам дали со терапија кај пациентите со срцева слабост може да се спречи оштетувањето на бубрезите? Значи, да, може да се спречи. Постојат 5 типови на кардиоренален синдром. Првите 2 типа се од кардиолошка причина. Значи, кардиоренален синдром од акутна срцева слабост, значи од инфаркти. Вториот тип е исто од хронична срцева слабост, кога имаме во континуитет ослабена срцева функција. Сега, многу е битно во каква состојба биле претходно бубрезите. Многу е битно, ако бил претходно здрав, зашто срцевата слабост настанува од други причини. Не е првична причината ради бубрежната. Тоа е ренокардиален синдром. Најчеста причина за срцева слабост кај нас е коронарната артериска болест и хипертензијата. Доколку ради и аритми и еден други куп диагнози што може да предизвикаат срцева слабост. Затоа многу е битно, значи, навреме да биде препознаена и третирана. Основната причина, доколку е можно да се најде и основната причина да се третира за да не дојде оштетување на останатите органи. А зошто кај пациенти кои што понекогаш утврдена основната причина се дава терапија, имаат срцева слабост, а сепак доаѓа до оштетување на бубрезите и покрај тоа што терапијата се смета дека е добра? Обично кај тие пациенти имаме најверојатно и претходно некое друго претходно заболување на бубрезите што можеби не е откриено навреме или пак имаме некое системско заболување како што е диабетес, системски лупус, еретематозис, ревматолошко заболување, васкулити, воспаление на крвните садови, што ги зафачаат сите органи во нашиот организам, а не само срцето и бубрезите. Така да возраста, со тек на годините, староста, како што одминува, бубрежната функција и физиолошки се намалува, така да срцевата слабост само знае да ја потенцира да ја влоши таа цела состојба. Сега ние имаме палета на лекови, како што кажав претходно, да ние даваме оптимална терапија за срцева слабост. Ние ги подобруваме од една страна симптомите ради срцевата слабост што се јавуваат, но бубрежната функција, како што претходно кажавме, диуретиците може да имаат и несакан ефект, како и АЦ инхибиторите, зависно во каква состојба се бубрезите до тој момент. Значи, одредена терапија за покачен крвен притисок може да доведе до оштетување на бубрезите? А јас не би го класифицирала така, не би го формулирала, не би го формулирала така прашањето. Би кажала дека всушност одредени лекови, во зависно од во кој степен од бубрежната болест се даваат, може да доведат до влошување на бубрежната болест.
Заради тоа што не сите лекови се добри да се даваат на пример во трети и во четврти стадиум на бубрежна болест. Во кога ќе дојдеме до четвртиот стадиум, одредени кардиолошки лекови ние ги тргаме веќе од самата тераписка листа на пациентот, бидејќи само може да ја влошат состојбата на бубрежното ткиво, односно на тоа ткиво што всушност е останало. Сакам да се надоврзам само на еден момент од доктор Стевица, каде што постави прашање дали постојат лекови кои што ја презервираат на некој начин бубрежната функција, која што не засега и нас и кардиолозите. Да, постојат. Тоа се SGLT2 на инхибиторите, тоа се нова генерација на лекови, кои што всушност ги даваме во комбинација со ендокринолозите, особено кај пациенти кои што имаат и диабет, кај пациенти кои што имаат срцева слабост и кај пациент кои што веќе има и бубрежна афекција. И морам да признам дека тој лек во помодерниот период на медицината дава доста добри резултати во однос на таа презервација на бубрежната функција, во однос на протеините, но има особени критериуми кога може да се дава, да не видиме погрешно разбрано, дека се дава, дека секој дека треба да ги зема. Така, те се дава по исклучиви критериуми доколку пациентот има протеини, односно микроалбуминурија, доколку има срцева слабост, односно има критериум кога тоа всушност може да се даде и до кога може да се даде. Затоа што студиите, затоа што има и студии кај што сега се испитуваат за давање на пациенти и во четврти стадиум и во затоа што сега се до некаде до четврти стадиум каде што може трети Б да се дават, но со очекувањата на новите резултати од новите клинички студии претпоставувам дека ќе може да се дават и кај оваа група на пациенти. Ајде да ги слушаме прашањата од гледачите. По продолжение на емисијата, уште неколку гледачи ќе вклучиме. Добар ден за првиот од нив. По програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Те молам, имам едно прашање. Така. Кај мене работи запржано срцето, пијам Блоксан четвртина. Дали е тоа доволно четвртина? Ми вика лекарот дека добро е. А вие како се чувствувате? Па, вако, немам некои тегоби, али некогаш осеќам као болка да имам. Замор? Дали чувствувате замор? Па не е баш така многу замор. Така, не е тоа нешто доминантно. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, ќе добиете совет од гостите во студиото, повелете. Да, значи пациентката не потенцираше за каков тип на аритмија се работи. Блоксанот е метапролол, кој стрикно тој лек има краток полуживот и обично не треба да се дава еднаш, 2 до 3 пати треба да се дава да го постигне својот ефект. Пак да кажам, во зависност од состојбата на срцето, од другите коморбидитети, многу е битно и дозата да се прилагоди и да се даде, значи, соодветен лек на моменталната состојба. Мислам дека е многу малку, 1/4 за било кој тип на тахикардија или аритмија да се даде. Меѓутоа треба да се направи преглед, да се види, да се прегледа пациентката, да се постави точно за која дијагноза се работи и следствено на тоа да се ординира соодветна терапија. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Вака, сега сакам да прашам докторката. Значи, јас сум пациентка на 47 години. Така. Имам бубрези, едниот ми е помал, едниот ми е поголем. Едниот ми е 6 см, другиот ми е, мислам дека 16. И имам цисти. Едната циста, најголемата ми беше 6 см, другите две помали. Сега, дали треба некои посебни прегледи да правам, а одам ги контролирам еднаш годишно, некогаш и побрзо. Например, цистите колкаде се. Бев на повеќе места за бубрезите, бев кај доктор Живко Попов. Мислам дека беше тогаш. Така, се направиле повеќе консултации и што ви беше кажано? Да, и тој ми кажа дека така сум родена, шом сум родила 2 деца здрави прави, така сум била родена со као аномалија некоја било тоа. И дека ќе цитирам така. Сега што треба да направам понатака? Дали треба да ги следам, на колку време да ги следам цистите, бубрезите, дали е во ред дека едниот е поголем, едниот е помал, а немам никакви тегоби, никакви проблеми. Докторка, ти му уште едно прашање што сака да ви го постави? На поголемиот или на помалиот бубрек? Каде се цистите? Цистите? Да. На поголемиот. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Пациентката веќе даде делумен одговор, најверојатно се работи за вродена аномалија, каде што едниот бубрек веќе ја преземал функцијата од другиот. Цистичните формации
на оваа возраст не е типично да се јавуваат. Обично тоа се дегенеративни цисти кои се појавуваат во поодминатата возраст, но како и да е, треба да се следат, заради тоа што големината треба да се следи, значи нивниот број, колкав може да стане на тој бубрек, колку тие ќе вршат притисок врз самото бубрежно ткиво, дали лабораториски, пошто кажа дека еднаш годишно веќе се исследува, дали лабораториските параметри се во прифатените граници и исто така треба да се направи испитување, барем еднаш годишно, каде што ќе се испитува микроалбуминот во урината и да се определи степенот на оштетување доколку го има. Односно, советот е дека треба да се фати кај НЗС во рана фаза доколку нешто се појави и добро е да се контролира барем најмалку еднаш годишно во. Така, а може да се живее квалитетен живот само со еден бубрек? Да, може да се живее, точно така, може да се живее квалитетно доколку тоа преземе функцијата, но исто треба и да се штити. Така. Во смисла да се превенираат уринарни инфекции, да се води еден избалансиран начин на исхрана, да ако се има крвен притисок да се регулира крвниот притисок, доколку се има дијабет да се регулира исто така дијабетот, добро регулирани коморбидни состојби или да ги наречам во случајов првични состојби, а ние со бубрезите кои што секојдневно ја работиме таа проблематика, кога првичните состојби болести се добро регулирани, тогаш и бубрезите се добро контролирани. Уште еден гледач ќе постави прашање во продолжение на емисијата. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Молам, кардиологот ми закажа во декември да ми стават што од раката... Стент. Коронарографија. Коронарографија, добро. Да. Сега, на десниот бубрек имам циста. Сега правев лабораториски испитувања, ми кажа дека 5,2 се покачил шеќерот. Дали ќе влие тоа што треба да ми стават на кардиологија со цистата или не е толку страшно и шеќерот дали е висок? Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за јавувањето, што можете да дадете како совет за ова загрижена. Да, ова е многу интересно прашање кое што во секојдневната пракса и јас и доктор Стевица се среќаваме. Пациенти после направени интервенции, ќе ќе одговорам и на прашањето на пациентката, само сакав да го поентирам ова. Кај пациенти после направени интервенции од типот на коронарографија, вредностите на уреа и на креатинин се качуваат. Всушност тоа е многу битен лабораториски момент пред да се направи коронарографијата. Вредностите на уреа и на креатинин треба да бидат во границите на нормала. Затоа што кај ваквиот тип на пациенти може да следи влошување на бубрежната функција по давањето на контрастното средство. Бидејќи тоа не може да се испрати преку бубрезите. Да, и тогаш се препорачува пациентите да се хидрираат заради тоа што да настане таа елиминација. Во однос на прашањето од пациентката за цистата. Цистата нема да има никаква афекција врз изведувањето на коронарографијата. Единствено, тоа и Стевица може подобро да каже мене, доколку ако пациентката нема крвен притисок, или има крвен притисок, па тоа да има можеби некаква реперкусија во однос на во моментот на изведувањето на коронарографијата, ако пациентката има висок притисок, дали таа може да се изведе или не може да се изведе. А во однос на прашањето за шеќерот, тоа е веќе на горна висока граница и треба да се следи во секој случај, затоа што пациентката може би во состојба на, значи треба да се направат дополнителни испитувања, се провери тромесечниот шеќер, евентуално ако има потреба се оптерети со тест со оптеретување со шеќер, за евентуално да се види дали е во некоја состојба на преддијабет. Значи доколку пациентката има покачен крвен притисок, може да се изведе. Да, обично тие пациенти се примаат во единица за коронарна интензивна нега или зависно, значи ако не е итна состојбата во болничка соба и се прави проценка, лабораториски анализи се испитуваат бубрежната функција пред да се даде контрастот, доколку не се зголемени енормно деградационите продукти уреа и креатинин, тогаш слободно може да се направи коронарографија со тоа што се става акцент на хидрирање и пред и после изведувањето на коронарографијата.
пошто тоа е многу битна метода што нам ни кажува каква е состојбата на коронарните крвни садови. Ние не можеме да изоставиме, да не ја направиме, а имаме висок сомнеж за обструкција на тие коронарни, поради тоа што тие може да бидат животно загрозувачки состојби. Така да ние секако би ја направиле, а во однос на крвниот притисок би почекале доколку не е нешто итно, даваме лекови за да го снижиме крвниот притисок и после тоа доколку дојде до некој прифатливо ниво, коронографијата си се прави без никаков проблем. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Дали се уште гледачот на линија, бидејќи добив знак дека очекува да се вклучи во програми да постави прашање, еве уште една можност за него. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас се извинувам само на докторката да ја кажам, пред малку се јавував, забравив да ја кажам дека пием фурасемид секој ден по половин. И од тогаш наваму ми се симна лекови за притисокот, више не приемам, што ви кажав дека сум дисциплинираната пациентка. Така, еве дисциплинираната пациентка примала и лек. А за шеќерот пием Агнис. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали е тоа да ми кажете и како треба дали треба да потребам фурасемид и што треба да правам? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пред да го вклучиме следниот гледач, еве накратко уште еден совет. Фурасемидот, ако е, значи зависно за која цел е даден, дали пациентката имала некакви отоци или немала. Претпоставувам дека не е даден само како единствен лек за регулирање на крвниот притисок. Ако е даден како единствен лек, а пациентката веќе влегла во нормотензивна состојба или веќе влага во хипотензија, значи да паѓа притисокот, би требало да се исклучи, затоа што и тоа секојдневно пиење на фурасемид од друга страна го пореметува електролитниот баланс во телото. Ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте? Сакам да ги поздравам докторите и би сакала докторката да ја прашам, кои се првите знаци дека бубрезите не работат како што треба? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Први знаци дека имаме проблем со бубрезите. Јас го напоменав тој на самиот почеток, првите знаци се секогаш лабораториските знаци. Бубрегот не дава болка. Значи бубрегот дава болка само доколку имаме калкул во него или имаме инфект, предизвикан од некоја бактерија. Зато велат бубрегот не боли кога се случува нешто сериозно, да, буквално така. Значи боли само во тие состојби. Во сите други состојби бубрегот не боли, не може да му алармира на телото дека всушност нешто се случува. Секогаш има пропратни симптоми кои што алармира дека можеби нешто станува со бубрегот. Значи првично рековме дека уреата и креатининот ќе се пореметат, може да се поремети мокрачната киселина во телото, бидејќи таа е исто така отпаден продукт како и уреа, деградационен продукт од телото. Може да се појави хипертензијата како еден од знаците и протеините во урината или евентуално еритроцити, кои што секој од тие дали се и отоци или во телото, секој од тие дали се поединечни или комбинирани, можат да не насочат нас кон одредени болести во нефрологијата. Дали станува збор за синдроми, дали станува збор за автоимуни болести, дали станува збор за хронични болести, сепак тие симптоми се нешто што бара дополнително исследување и до диференцирање на понатамошното состојба. Може се јават гадења, дигестивни некакви. Тие симптоми се јавуваат кога веќе пациентот ќе влезе во една ацидоза. Тоа е веќе состојба пред диализа, да. Кога телото е веќе закиселено, тогаш се појавуваат тие симптоми на гадење, повраќање, губиток на апетит, поспаност, као заматен вид, нели, заматен вид во смисла губиток на меморија, специфичен мирис на здивот во устата. Тоа се веќе уремични симптоми и тоа веќе е состојба која што доколку не се реагира, мислам, може да се пролонгира уште еден одреден временски период, но најчесто завршуваат со диализа. Веќе доцни симптоми што тоа се веќе доцни симптоми. А кога станува збор за урината, дали е нешто видливо? Може ли да биде пенаста, заматена? Зависно од состојбата. Значи, доколку пациентот има уринарна инфекција, нели ќе имаме заматување, ќе имаме специфичен мирис и пациентот ќе го примети истиот момент и на тој начин може да се обрати кај својот матичен лекар. Во случајот со хроничните болести, најчесто имаме промена во ако има присуство на протеини, пенаста е, така наречена фоми урина, која што е како пиво на некој начин. И пациентите доста често, пошто претходно нели го немале тој симптом, како првичен симптом тој ќе ни го дадат при прегледот.
Што можеме да направиме? Некои едноставни постапки или пак промени во животот да спроведеме за да ги зачуваме здравјето и на бубрезите и на срцето. Бидејќи нели овие органи, колку што свативме во денешната емисија, функционираат како тим. Да, значи најбитна е превенцијата. Најбитна е превенцијата и секогаш треба да целиме кон тоа. Значи добра едукација на самите пациенти, почнувајќи од примарното ниво, значи од самите матични лекари, па од именатака и према специјалистите, секундарното ниво. Треба да ги едуцираме пациентите како да правилно да живеат, буквално. Значи каков начин на живот, стил на живот треба да практикуваат. Значи да имаат редовна физичка активност, да се физички многу активни, да пазат што внесуваат од храна и од пијалоци, се разбира. Значи во денешно време имаме многу голем избор и многу често знаеме да направиме забуна што да внесеме, што е здраво, а што не е здраво. Така да тие се многу битни работи, тие се фактори кои што можеме, значи модифицирачки фактори кои што можеме да направиме и да интервенираме во животниот стил, да не внесуваме многу сол. Солта е многу штетна како за срцето, така за бубрезите, така и за останатите органи. Потоа, значи треба редовно да се контролира, да се прават рутински прегледи и без да имаме симптоми. Барем еднаш годишно. Барем еднаш годишно треба да се направат рутински симптоми, рутински прегледи. И тоа е лабораториски најосновни анализи се доволни за почеток од 40-та година. Така, стандардни. Урината, ЕКГ, гликемија, ЕКГ. Така, најосновните постапки, ехо на срце. Тоа више влегува во нешто понапредно испитување. Многу се забележи некаков проблем. Постојат индикации за А на ЕКГ може да се забележат? Може да се забележат одредени состојби, меѓутоа ЕКГ-то може и ништо да не значи. Во позадина може да се крие и посериозно нешто, а на ЕКГ-то може и да не се детектира, зашто секоја процедура па и во кардиологијата, како и верувам и во другите области од медицината, си има своји мани, недостатоци, каде што може позитивни, лажно негативни резултати да се прикажат, така да ние не се базираме само врз една метода, туку ги земаме во предиците методи, зависно од која состојба, зависно од искуството на лекарот, бара да се направи тоа што нему му е потребно, за да може да стигне до целна диагноза, за да имаме успех и да се испитат мастите во крвта? Да, тоа е многу битно, значи во тие триглицериди, холестерол, да, тие се фракции на холестеролите, добар и лош холестерол. Склерозата, како што споменавте, ќе влијае и на здравјето на срцето и на здравјето на бубрезите. Кога станува збор за течност, можеме ли да претераме доколку се здрави бубрезите? Па можеме да претераме, да. Значи можеме да се хиперхидрираме, која што состојба која што не треба да си ја дозволиме, која што исто така има несакани ефекти по човечкото тело. Треба да имаме умерен внес на течност, или од 2 до 2,5 литри. Тука ќе ги исклучам внесот на газираните сокови, кај што пациентите доста често, ама јас пијам само кисела вода. Киселата вода може да биде, пошто таа е полна и со сол, и во газираните сокови има исто така присуство на сол и на шеќер заедно, кој што има доста големо влијание врз крвниот притисок. Покрај тоа што имаат влијание на крвниот притисок, имаат и влијание на бубрезите, ќе формираат камчиња, ќе формираат одредени други оштетувања од самите бои кои што ги има во газираните сокови, така да доколку треба да се внесе да се внесат тие течности, нека биде вода и евентуално одредена количина на чаеви. Исто и со чаевите не треба да се претерува, бидејќи содржат кофеин внатре, теофилин, кои што исто така може да направат одредени тахикардични промени, хипотензивни, хипертензивни моменти. Стигнавме до кофеинот. Љубителите на кафето сигурно ќе постават прашање дали е тоа здраво за срцето и за крвните садови. Па јас ќе кажам дека се што е умерено, е прифатливо. Се што се злоупотребува може да има своји реперкусии. Во смисла, доколку се користи кофеин и енергетски пијалоци, зашто денешно време и енергетските пијалоци се доста присутни особено кај младите. Да, особено кај младите, кои што се јавуваат со изразити тахикарди и од кофеинот и од кафеињата, значи пијат доста јаки кофеински напитоци, може да доведат до такво нешто. Во однос на пациентите кои што имаат покачен крвен притисок, дали е мит или е пракса, нели, јас тука сум со поделено мислење дека можеби нека сите пациенти со пиењето на кафе се покачува и крвниот притисок. И да се покачи, тоа е само една моментална реакција на телото која што не трае повеќе од половина до час и после тоа се следи нормализирање.
А по друга страна, ако го земеме да не речем контрадикторен дел, ама и од друга страна, кафето има изразит диуретски ефект. Така да од оваа страна не треба да уринираме, а од оваа страна кажуваме дека има влијание врз покачениот, дека може да го покачи крвниот притисок. Така да сепак тука би го сврстила индивидуално. Секој пациент различно би реагирал. Да, тоа само да напоменам тука дека многу е битно, значи се разлика на толеранција на кофеинот. Не е исто кај некој пациент што многу пие кафе, али 1-2 кафиња од тек на денот. И не е исто кај некој што пие по 4, 5, 6 кафиња. Значи тие симптоми, тие што ги кажа и доктор Елена, покачување на крвниот притисок се доста во краток временски интервал се јавуваат, но се случуваат кај пациенти што обично не конзумираат редовно кафе, а кај тие што пијат почесто кај нив има толеранција, се развива толеранција и нема такви промени во поглед на притисокот, но диуретскиот ефект благ секако останува, затоа е многу битно покрај конзумирање на кафе треба и вода да се пие. Вела дека со една чаша кафе треба да идат 4 чаши вода. До тој степен е диуретскиот ефект некогаш може да биде потенциран кај пациентите. Добро, запамтим една чаша кафе, 4 чаши вода. И за крај, а што е со алкохолот? Една чашка за бубризите и за крвниот притисок. Ова е прашање што секојдневно го добиваме и јас и Стевица во амбуланта. Затоа и кај мене е прашањето дали можам пиво, пошто они некако пивото го поврзуваат вечето со бубрезите, а кај Стевица претпоставуваме виното и ракијата како како сегмент. Пак е се што е уметено е дозволено, значи до една чаша дневно може да се конзумира, се разбира доколку нема веќе поизразити коморбидитети, доколку во телото веќе има и отоци, има тешко дишење, значи тоа е апсолутно дека строго забрането веќе кај тие пациенти да се конзумира. Да, тоа е. Јас би преферирал црно вино, една чаша црно вино, тоа не е. И да не биде секојдневно. Значи било кој алкохол, ако е секојдневно, ако нема паузи, не дека директно би направило некој повеќе би бил проблем за хепатална. Значи црниот дроб повеќе би настрадал кога што кардиоваскуларно би имале ние тука проблеми. Познато е дека овие жестоки белоци дури имаат и антикоагулантен ефект. Меѓутоа тоа не е во пракса така. Али пивото пак обратно тој има еден ефект на крвните садови, значи ги прави покрути и тоа е докажано. Така да се навратиме на почетокот на самото прашање, се што е умерено. Тајната во умереност. Да, во умереноста е тајната, така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што обработивме ова убава и важна тема. Благодариме на поканата уште веднаш. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам што бевте заедно со нас од почетокот до самиот крај и ви посакувам пријатен ден.